Почитувани, лицемерието на СДСМ и локалната власт уште еднаш деновиве излегоа на виделина. Тие пред неколку дена, поточно во неделата, уште еднаш, по кој знае кој пат, ги навредија граѓаните со тоа што се сликаа на големиот и запуштен зелен простор во местната заедница БС Гојчо, со цел да покажат дека еве се грижат и затоа со здружени сили прават се што треба за граѓаните. Ви благодариме што воопшто се појавивте и го доведовте директорот на јавното предпријатие, за да види на лице место колку скапо чини неговата неодговорност и воопшто рамнодушноста на локалната власт, предводена од градоначалникот. Се прашуваме, дали овој проблем, како и повеќето во општината, служат единствено за тоа, СДСМ кога сака, обично под голем притисок од јавноста, да реагира, но секогаш, кога тоа е во функција на партиските интереси, обично, како дел од предизборна кампања. Дали јавното предпријатие ја гледа нечистотијата и нередот во градот или треба некој секој ден да ги подсетува, за да ЈП се ангажира само кога има потреба од реклама за СДСМ. Граѓаните се погласно прашуваат дали постои јавното предпријатие Чистота и зеленило или пак целосно е преземено од СДСМ со цел да послужи за злоупотреби и манипулација со кумановци, секогаш за реализација само на партиски цели. Оваа пресконференција е потикната од родителите кои секојдневно реагираат до нас загрижени за својата и безбедноста на своите деца. Сликата е многу позната, целата ја има низ цело Куманово. И затоа ние денес се наоѓаме пред влезот на управната зграда на јавното предпријатие Чистота и зеленило, како што можете да видите и покрај просторот за паркинг во непосредна близина на предпријатието, возилата се оставаат на тротоарна улица која води до градинката. Секојдневно родителите, носејќи ги своите деца во градинка, ризикуваат многу, бидејќи не може да се движат нормално. Ги заобиколуваат паркираните автомобили, одат по улица, со што ја загрозуваат својата и безбедноста на најмалите. А за оваа слика, локалната власт, пропадната во својата лежерност и неодговорност, воопшто не е загрижена. Се прашуваме, дали по нашето обраќање повторно ќе дојдат од СДСМ, заедно со директорот, и ќе ги дислоцираат автомобилите, повеќето на вработените од јавно предпријатие. Дали конечно ќе се ослободи просторот за движење на пешаците? До кога проблемите на граѓаните ќе се злоупотребуваат од СДСМ за водење на партиска кампања? Пред неколку дена се обративме до Чистота и зеленило, но очигледно вистинската адреса е СДСМ, кој длабоко навлезено во кампања, само покажува дека единствено што ги интересира е само власта и ништо друго. Неодговорноста и цинизмот на СДСМ доживуваат кулминација со драмата што ја приредија пред неколку дена. И затоа од тука ги повикуваме дека време е да се освестат, да сватат колку вреди човечкиот живот и да престанат да се играат со маките на граѓаните. Благодарам.